акција. Сега ќе го видиме надежниот радовишки борач Владко Лазаров, кој ќе настапи во категоријата до 63 килограми. Противник ќе му биде Константинос Кесанидис. Ефектен и експресен почеток на бучимскиот тим. Јанев е сега повторно судија на дучекот, а Десимо од Швајцарија дава знак мечот за момент да биде прекинат. Не знам за што станува збор. Семафорот почна да го бележи времето, сега се враќа на нула. Ко гледате, Етиен Десимо дава знак дека борбата може да почне. Владко Лазаров, црвен дрес во син дрес Кесанидис, вице шампион на Грција. Испитување на силите, почетно надмудрување. Лазаров нема меѓународно искуство, па со респект влегува овој дуел, за разлика од Соколов и Трстена, кои се калени низ многу меѓународни битки. Противникот на Лазаров, Кесанидис, е репрезентативец на Грција. Настапува и на најголемите светски приредби. Да ве подсетам, Атлас доаѓа од Атина, а спонзорот е од островот Крит, па најверојатно по 2 недели реваншот ќе биде одржан на Крит. Поради пасивна борба во партер отиде грчкиот борец. Сега Лазаров храбро ја изведе оваа акција, собра сили за Ауфрајзер и поведува со 2:0. Тече втората минута. Оди во нов напад, но не успеа да поентира во овој обид. Како да се уплаши, па го избегна зафатот, направи само една звезда покрај противникот и сега борбата продолжува од почетната позиција. Тече втората минута од борбата за борачи до 63 килограми. Лазаров и натаму мирно ја води борбата, чека гркот да нападне. Но и ово е мирен, се обиде со еден низок зафат да влезе во нозете на Лазаров, не успеа. Нашиот борач навреме ја прозре неговата намера и брзо реагираше. Лазаров настојува да води борба на дистанца и ако забележавте, 2-3 пати го оттуркаше противникот. Бара активна борба Љупчо Јанев и гркот кој го избегнува дуелот, по втор пат оди во партер. Ова е нова шанса за нашиот борач. Дали ќе успее сега за Ауфрајзер да изведе? Не, се откажа во првиот момент од таа намера, но продолжува. Ова може да биде и критично, доколку нема сили, може сам да се тушира. Затоа треба енергично да се оди на изведување на зафатот кога борачот има намера да изведе Ауфрајзер.
Долго време ја чекаше оваа шанса Гркот и ја дочека. Изведе зафат во нозете на нашиот репрезентативец, сега оди да поентира, доколку дојде зад него. Има поен за Кесамидис. Повторно не успева да дојде зад нашиот борач, ја продолжува акцијата, го влече кон централниот дел од душекот нашиот репрезентативец и ова ќе биде бот за Кесамидис. Ова е интересно, првиот бот освоен од грчка страна во третата, дури во третата борба од овој меч меѓу Бучим Јака и Атлас. Во првите два дуела Кусис и Карнакис беа туширани од Соколов и Трстена, при тоа нашите борачи до моментот на тушот не им дозволија на противниците да освојат ниту еден бот, па сега пред малку Кесамидис го освои првиот бот. Влегува во петтата минута борбата. Доколку до крајот биде вака, ќе има продолжување, зашто мора да се стигне до третиот поен. Дали Лазаров ќе успее во регуларното време да го освои тој трет поен? Се обидува нешто да стори, но не е во најдобра позиција. Излегува двајцата борачи надвор од дозволената зона за борба и тука нема поени. Продолжува борбата. Таа е во самата завршница, уште 30 секунди до крајот. Дали ќе успее во овој период Лазаров да освои поен? Се обиде да влезе во противничките нозе. Имаше два обида, не успеа ниту во првиот, ниту во вториот обид. Изминуваат 5 регуларни минути, борбата ќе биде продолжена до освојувањето на третиот поен. Во моментот кога тоа ќе се случи, продолжувањето се прекинува, доколку нема поен, се борат 3 минути, а потоа судиите одлучуваат кому ќе му ја додават победата. Демче Ангелов го советува својот борач, бара итра борба, да оди на сигурно, а нашиот втор тренер Местришвили ги подготвува другите борачи таму во соседната помала сала. Владимир Местришвили веќе втора година е во Радовиш, ги учи младите генерации борачи, работи со сениорскиот тим заедно со Димче Ангелов, искусен стручњак кој дојде од Русија. Само со вложување во стручни кадри, во создавање услови за борачите, може да се постигнуваат добри резултати. Впрочем, Бучим Јака е најубав пример за тоа. По трет пат оди во партер Кесамидис. Владко Лазаров се обидува да освои поен. Не успеа. И сега му овозможува на противникот да дојде до тој поен. Резултатот во овој момент е изравнет. Во тек е 7-та минута, 1,5 минута од продолжувањето, 2-2. Прекината е акцијата. Јанев дава знак дека нема извес од оваа акција и ја прекинува. Борачите доаѓаат на почетната позиција. Истоштени се од борбата.
што ќе освои прв поен, тој ќе биде победник во овој меч. Тече 8-та минута, трета од продолжението. Се чуваат двајцата, кој прв ќе тргне во напад, да видиме. Пасивен е Лазаров. Оди во партер. Уште 30 секунди до крајот. До сега во продолжението освоен само еден бот, тоа е страна на Кесанидис. Сега се обиде тој да изведе запад за поен, не успеа. Треба да го сврти противникот за да дојде до тој поен. Дава отпор нашиот репрезентативец, уште 5 секунди до крајот. Веројатно ќе издржи така и во овој момент останува уште една секунда до крајот од продолжението. И во овој момент крај, сега да видиме 2-2 е резултатот, како ќе гласаат судиите. Главен е Етиен Десимо, го гледате, од Швајцарија. Тој е делегат од ФИЛА. И да видиме за кој борач се реши Десимо во оваа изравнета борба. Победа на Лазаров! Победа на Лазаров!